За збор се пријави колешката Маја Марачанин, повелете. Да, сосема накусо, бидејќи мислам дека е ова важна дебата и во добар правец сега оди, да сите да се обидеме да им објасниме на граѓаните дека е ова во нивен интерес. Велиме да, се плашат граѓаните, точно е, дека на нивната територија, ако се направи таа санитарна депонија, дека тоа ќе биде за нив некоја опасност, но мислам дека ова добра прилика да објасниме дека тоа не е така и дека ова што сега се случува во сите општини, нема општина каде што нема, мислам дека се не знам колку 500 или така тие сметлишта, диви депони низ цела држава. Дека тоа сите многу повеќе не загадува и ни го уништува здравјето. И не знам, мислам дека тоа треба да биде главната порака, дека ова сега што го имаме, овие диви депонии се нешто што е страшно и што треба што побрзо да се реши. А санитарните регионални депонии кои што се планираат, и се надевам на вистина дека барем еве ова која е во најнапредна фаза ќе може да се реализира, дека е тоа решение на проблемот и дека не треба да стравуваат дека таа некоја регионална депонија ќе им предизвика загадување на почвата, на водите, на воздухот и дека такви примери на вистина има насекаде во Европска унија. Еве ја спомнав Љубљана, бидејќи нели Љубљана е синоним за зелен град. Ако таму има и функционира, нема зошто ние да стравуваме. И мислам дека и одговорноста на сите нас како политичари и особено како представници од политички партии е голема, бидејќи многу често наместо да праќаме пораки позитивни за поддршка, ние сме вклучени во застрашување на граѓаните и користење на нивниот страх во една негативна конотација. Благодарам. Ви благодарам, колешке, бидејќи повеќе никој не бара збор, предлагам комисијата да го донесе следниот заклучок. Предлог на закон за управување со отпад е прифатлив и треба да се даде на натамошно читање. Молам кој е за? Осум пратеници гласаа за, кој е против? Дали има воздржани? Врз основа на гласањето констатирам дека комисијата со 8 гласа за, со ниту еден глас против и ниту еден глас воздржан го усвои предложениот заклучок за известител по предлог законот на комисијата на седницата на Собранието на Република Северна Македонија го предлагам пратеникот Снежана Ванчева-Калевска. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог на закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема. Прво читање, ве известувам дека комисијата го разгледува предлог законот како матично работно тело. Преминуваме на работа по точката, го молам предлагачот да образложи потребата од донесување на законот од аспект на неговата усогласеност со правото на Европската унија. Збор има господја Христина Оджаклиевска, заменик министер на животна средина и просторно планирање. Повелете. Благодарам. Во новиот закон за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема се транспонирани директивите од Европската унија кои ја тенгираат оваа проблематика. Донесувањето на новиот закон ќе овозможи зајакнување на одговорноста на производителот за управување со електрична и електронска опрема која што се пушта на пазарот во Република Северна Македонија согласно принципот на одговорност на производителите. Целта е да се придонесе за одржливо производство и потрошувачка преку како прв приоритет спречување на создавање на ваков вид на отпад и дополнително на тоа со повторна употреба, рециклирање и други начини на преработка на отпадот со цел да се намалат количините на отпадна електрична и електронска опрема и при тоа да се придонесе во ефикасното користење на ресурсите и добивање на вредни секундарни суровини. Новото законско решение ќе овозможи обезбедување систем за собирање на отпадна електрична и електронска опрема и обезбедување на повторна употреба и преработка
обезбедување на еднакви услови за работа на производителите кои пласираат ваков тип на опрема на пазарот, обезбедување на точни и ревидирани податоци за количеството на електрична и електронска опрема која се пушта на пазарот во нашата земја и информирање на јавноста и подигнување секако на јавната свест за електричната и електронска опрема, како и видот на отпадна опрема која се создава со употребата, за начинот на кој може граѓаните да се вклучат во процесот на управување со ваков тип на отпад, како и за влијанијата што ги предизвикува врз животната средина и здравието на луѓето. Законот по истиот принцип, како и останатите закони за управување со посебните текови на отпад, предвидува соработка со единиците на локалната самоуправа, финансиска одговорност и обврски за водење на евиденција, со што представува комплементарен дел на останатите законски решенија од областта на управување со отпадот. Благодарам. Ви благодарам, почитуван заменик министар. Дали некој бара збор во потребата на дошување на законот? Бидејќи никој не бара збор за потреба за донесување на предлог законот, предлагам комисија да го донесе следниот предлог законот за управување со електронска опрема и опадна електрична и електронска опрема е прифатлив и треба да се даде на томошно читање. Ве молам кој е за? 8. Кој е против? Воздржани? Нема. Врз основа на гласањето комисијата со 8 гласа за и без против и воздржани го донесе предложениот заклучок за известител по предлог законот на комисијата на седницата на Собранието на Република Северна Македонија го предлагам пратеникот Фаница Николовска. Преминување на петата точка од дневниот ред. Предлог на закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Прво читање. Ве известувам дека комисијата го разгледува предлог законот како матично работно тело. Преминување на работа по точката. Помолам предлагачот да ја образложи потребата од донесување на законот од аспект на неговата усакладност со правото на ЕУ. Збор има Христина Оджаглиевска, заменик министер на животна средина и просторно планирање. Благодарам. Со донесувањето на новиот закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад, ќе се овозможи воспоставување на единствен функционален систем за регулирање на обврските за остварување на проширената одговорност на производителот во управувањето со посебните текови на отпад. Предложеното законско решение воспоставува исти правила и постапки за сите колективни и самостојни постапувачи, како во однос на нивното работење, така и во однос на условите и начинот на добивање на дозволи за управување со посебни текови на отпад, водење на евиденција и известување, како и спроведување на активности за известување на јавноста и подигнување на јавната свест. Со носење на ова законско решение ќе се создадат услови за воспоставување на системи за управување со посебните текови на отпад со кои ќе се овозможи обезбедување на собирање на максимални количини на посебни текови на отпад и обезбедување на повторна употреба и најсовремена преработка на овој тип на отпад, обезбедување на еднакви услови за работа на производителите кои пласираат одделни производи на пазарот, со чија употреба се создава отпад што припаѓа на посебните текови на отпад, да се спречи во најголема можна мера влијанието врз животната средина од производите и посебните текови на отпад во текот на нивната употребна вредност и по нивната употреба, да се обезбеди непречено функционирање на внатрешниот пазар преку спречување на создавање на пречки во слободната размена на производи или нарушување на конкурентноста на внатрешниот пазар, обезбедена согласно домашното и меѓународното законодавство од друга страна, обезбедување на еднакви услови за работа на колективните, односно самостојните постапувачи кои управуваат со посебните текови на отпад.
обезбедување на неопходната транспарентност во работата на производителите, односно колективните и самостојните постапувачи со отпад, обезбедување на точни и ревидирани податоци за количината на производи кои се пуштаат во пазар на територијата на нашата земја, информирање на јавноста и подигнување на јавната свест за производите и видот на отпад што се создава со нивната употреба и начинот на кој може граѓаните да се вклучат во управувањето со посебните текови на отпад, како и за влијанието на отпадот врз животната средина и здравието на луѓето. Донесувањето на овој закон воспоставува основа за спроведување на клучна економска мерка, која води кон подобрување на собирањето и користењето на отпадот, со што ќе се овозможи да се превземат следните активности: развој на пазари, изголемување на побарувачката на рециклирани производи, спречување на нелојална конкуренција и создавање на исти услови за работа, промоција на развојот на екоиновациите и нивна примена во нашата земја и учество во рамковната програма за конкурентност и иновации на Европската Унија и престојната рамковна програма за истражување и иновации, кои во текот на пристапниот период се достапни и за домашните субјекти. Ви благодарам. Ви благодарам и вам. Дали некој бара збор за потребата од донесување на предложениот закон? Збор има пратеникот Миле Левков. Благодарам, председателке. Почитувана представник од Министерството за животна средина и просторно планирање и почитувани членови на комисијата. Јас не сум член на оваа комисија, меѓутоа сум заинтересиран за сите овие закони кои што доаѓаат од оваа област, затоа што се виде една целосна несериозност на владата во изминатите 4 години со регулирање на прашањата со отпадот и прашањата поврзани со животната средина, па време е да се заземе еден по-сериозен пристап кон целата таа проблематика. За жал, јас во краткиот временски период кој што ги имав, се обидов да ги прегледам сите закони, меѓутоа најголем број на забелешки мора да признам најдов во предлог на закон за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Сметам дека во самото законско решение имате многу избрзани, многу нелогични одлуки, многу нелогични ставови кои што се и противзаконски, и противуставни, противречни се едни на други и не се усогласени со регулативата на Европската Унија. Според мене, која ќе дојде прашањето дали е прифатлив на една комисија, односно на Комисијата за европски прашања, дали ваков текст е прифатлив, мислам дека не е, и тоа ќе се обидам да ви го елаборирам преку примери од самиот законски текст, каде мислам дека се вклучени тие противуставни начела. Онаму од каде што ќе започнаме од самиот член 6 во кој што се предвидени начелата и ќе ве молам внимателно да го следиме ова. Јас имам намера заедно со пратеничката група да предложиме амандмани. Јас се надевам дека оваа дискусија е подобро да ја започнеме уште сега на првото читање, за да не биде кога ќе дојде моментот за амандмани дека е ненајавено или дека амандманите се донесуваат само колку да се блокира. Во членот 6 ќе ви обрнам внимание на ставот 5. Начело на крајна одговорност на производителот. Финансиската одговорност на производителот за остварување на проширената одговорност без оглед дали истата ја остварува преку самостоен или колективен постапувач, односно финансиска одговорност на производителот доколку колективниот или самостојниот постапувач не успеал да ги исполни своите обврски. Прашањето е: како може производителот, односно загадувачот, да сноси одговорност за колективниот постапувач? Овде треба измени, во смисла, ако загадувачот има договор со фирма која што има дозвола од Министерството, а тоа е предвидено и во самата дефиниција каде што се дефинираат поимите за колективниот, каде што се дефинираат каде што се дефинира што е тоа колективен постапувач. Како може сега фирмата, ако имате договор со фирма која што добила дозвола од Министерството, ако за истото добивате фактура, како може производителот, односно загадувачот, да сноси
одговорност. Затоа што се доведуваме во состојба тој како економски оператор два пати да плаќа и кај колективниот и кон државата, евентуално ако биде казнет. Односно, државата треба да води сметка за тоа како постапува колективниот постапувач, а не самиот загадувач. Тој не може да биде контролор за работата на колективниот постапувач. Доколку тој што ги собира, односно ги наплаќа парите и има дозвола од Министерството, од надлежно Министерство, тогаш само тој може да биде финансиски казнет, а не може да биде финансиски казнет и производителот, односно загадувачот, затоа што тој кај соодветна фирма која што има лиценца веќе добил фактура и платил за таа услуга. Тоа значи, ако ја регистрирате колата и наредниот ден ја одземат лиценцата на компанијата, дали престанува да важи и вашата регистрација? Се разбира дека не. Понатаму, во ставот 6, кај начелото на предпазливост, доколку врз основа, видите како е напишано, доколку врз основа на современи научни и техничко-технолошки сознанија се заклучи дека одредена активност или вршење на одредена дејност при управување на производителите би предизвикале штети за животната средина, животот и здравјето на луѓето, се превземаат соодветни мерки и активности за отстранување на опасноста пред да се добијат научни докази дека би можело да дојде до штетни последици. Значи, пред да се дојде до научни докази дека би можело да дојде до штетни последици. Која институција и по која методологија може да го утврди ова? По која институција? Кои се тие научни докази? Овде може да дојде до злоупотреба од страна на загадувачот и особено од страна на надлежниот орган. Оставате преголемо дискреционо право на надлежниот орган со самото тоа што дури во законскиот текст предлагате пред да се добијат научни докази. Имаме страшно широки овластувања за надлежниот орган. Во членот 7, став 2, производителот мора да се грижи за отпадот што се состава по употреба на производот преку воспоставување на самостоен систем или со вклучување во систем на колективен постапувач за управување со посебни текови на отпад и притоа особено следи дали овие системи ги исполнуваат своите обврски согласно позитивните правни прописи. Повторно се појавува истото. Доколку Министерство за животна средина и просторно планирање издаде дозвола и на 3 месеци ја ажурира страната, нема потреба загадувачот да следи. Доволно е да се информира за активни иматели на дозволи. Значи, вие ги издавате дозволите, вие водите регистар за дозволи, а од друга страна, производителот го терате, го приморувате со законски текст да се грижи дали ги исполнуваат своите обврски. Сметам дека е неоправдана обврска на страна на загадувачот, исто така и против уставно. Членот 13. Обврска на производителите за постигнување национални цели за собирање, повторна употреба, преработка и рециклирање на посебни текови на отпад. Став 3. Министерот кој раководи со органот за животна средина, во понатамошниот текст министерот ја препишува методологијата за пресметување на вкупната количина на производи што се пуштаат на пазарот во Република Македонија во претходната година за секоја одделна група и вид на посебен тек на отпад во согласност со прописот за посебен тек на отпад. Овде што треба? Да се предвиди програма за реалните количини на отпад согласно последните 10 години од примена на законот и да се види колку правни лица го почитуваат законот за управување за отпад од пакување. Ако до сега нема таков податок од страна на сите загадувачи, по кој механизам, прашањето е, по кој механизам ќе се предвидува методологијата или како до сега и таа ќе биде на база на предпоставки? Не смеете да оставите законски текст во кој што база за донесување на методологија се предпоставки. Член 21, став 1. Производителот може да ги оствари обврските на проширена одговорност, внимателно овде, со склучување на договор со само еден колективен постапувач за преземање на обврски за управување со посебен тек на отпад кој има дозвола за колективен постапувач за управување со посебен тек на отпад издаден од страна на стручниот орган во согласност со овој закон, како и прописот за посебниот тек на отпад.
Производителот е должен да го склучи договорот и тогаш кога тој е основач на колективен постапувач. Кој е проблемот? Зошто, ако имате подобри цени и подобри услови, зошто во законот, во член 21, да предвидите дека мора да склучите само со еден оператор? Зошто го исклучувате алтернативен оператор? Може би сака со двајца оператори. Зошто мора да се склучи само со еден оператор? Доколку услугата е подобра, загадувачот ќе може да бира. Вака се доведува во ситуација да се ограничуваат производителите. Секако, тие плаќаат и тие мораат да имаат право на избор. И тоа право на избор е предвидено и со Уставот, и со законите, меѓутоа и со регулативата на Европската Унија. А вие овде имате договор само со еден колективен постапувач. Односно, се создава потенцијал за формирање на монополска положба. Понатаму, член 22. Примерок. Како? Членот 21 предвидува дека производителот може да склучи договор само со еден, така пишува, само со еден. Зошто ако ви имате конкурентски цени, да му налагате да склучи само со еден? Може би сака да склучи со двајца за различен вид на отпад. Ме разбирате? Што сакам да ви кажам? Во членот 22, барање за добивање на дозвола за колективен, односно самостоен постапувач. Во став 7 се предвидува што треба да содржи барањето. Примерок од стандардниот договор за општите услови кои ги исклучува колективниот постапувач со договорениот производител доколку е колективен постапувач. Ова е нарушување на деловна тајна. Во самото барање вие имате нарушување на принципот на деловна тајна. Затоа што може да има податоци кои што согласно и со Закон за заштита на лични податоци не се доставуваат. А и самиот договор може да представува деловна тајна. Во случај кога овие документи поминуваат низ многу раци, во самото барање за добивање на дозвола за колективен, односно самостоен понудувач, не е во ред да се бара содржината на целиот договор, доволно е само архивски броеви и доставување и потврда за ослободување плаќање од надомести дека договорот е склучен. Не оставаме право да имаат деловна тајна. Понатаму, во членот 8, изјава од управителите на основачите на колективниот постапувач дека се производители согласно одредбите на овој закон, како и дека не вршат дејност на управување на отпад самостојно, ниту се основачи или коосновачи на друго правно лице кое врши дејност на управување на отпад, освен ако е во согласност со член 21 став 6, доколку е колективен постапувач. Ова е исто така едно противуставно ограничување. Согласно Уставот на Република Македонија, слобода на пазарот и предприемништвото се гарантира слобода на пазарот и на предприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба на сите субјекти на пазарот. Републиката презема мерки против монополската положба и монополското однесување на пазарот. Сметам дека оваа изјава е во спротивност со Уставот. Во става 4. Колективниот постапувач од истиот член во моментот на поднесување на барањето е должен да обезбеди договори со кои врз основа на списокот од производители ќе докаже дека презема обврски за управување со посебен тек на отпад со производители кои представуваат минимум 10% од вкупната количина на производи пуштени на пазарот во Република Македонија од кој се создава посебен тек на отпад. Овде исто така имаме законска одредба која што не е реално, затоа што немаме соодветни податоци и немаме услови за да се вадат проценти, односно нема услови да дојде до реална пресметка на увозници и производители. Не е возможно да се поставуваат услови затоа што 10 години е на сила Закон за управување на отпад од пакување и 85% од загадувачите не се евидентирани. Еве овде ќе може тоа да го потврди представникот. Предлог е да останат истите услови со нивна примена од 3 години. Член 24 кај колективен постапувач, став 2,
основачи на колективен постапувач, и овде бидете внимателни, основачи на колективен постапувач можат да бидат само производителите кои пуштаат на пазарот производи за кои колективниот постапувач има дозвола за вршење на врските за управување со посебен тек на отпад. И исто така се стават во неравноправна положба правните лица во Република Македонија. Исто така имаме овде противуставна одредба. Член 55, сега го споменав, се гарантира слобода на пазарот и предприемништвото. Република Македонија овозможува еднаква положба на сите субјекти. А ако зборуваме за регулатива на Европската Унија, тоа е член 119, став 1, став 2 од Спогодбата за функционирање на Европската Унија. Ова начело и претходните начела се спротивни и на Уставот и на членот 119, став 1 и став 3. Понатаму од истиот член, односно член 24 кој изборува за колективен постапувач, ставот 11, внимателно, во случаите на престанок со работа, имотот на колективниот постапувач што останува по намирување на сите доспеани обврски е собственост на Република Македонија. Него вложила Република Македонија имотот кај колективниот постапувач. Соодветно на тоа, правото на собственост е на вложувачот и не може да биде оставено на Република Македонија. Ние можеме да го донесеме ваков текст. Меѓутоа, верувајте ми, исто член 6, каде што предвидувате обврска на одговорност на загадувачот и со ставот 11, Република Македонија ќе се доведе во ситуација да изгуби спорови пред Европскиот суд на правда, затоа што ова е спротивно на европските правила за постапување, европските правила за одговорност. Членот 25. Во случај кога договорниот производител ќе дознае самостојно, и од ова бев изненаден, во случај кога договорниот производител ќе дознае самостојно или преку допрен глас од трето лице дека колективниот постапувач не ги спроведува своите обврски, должен е да ги извести за своите наоди со образложение органите на управување на колективниот постапувач за обврската, почитување на законските прописи, како и да го извести стручниот орган и другите соодветни надлежни органи во случај кога колективниот постапувач нема да се произнесе по известувањето и не ги исполнува врските согласно закон. Овде имаме целосно мешање, ова е она што реков, нелогични противречни, правно противречни одредби. Целосно мешање на надлежности, целосно мешање на поставки. Самиот институт допрен глас е за јавното обвинителство. Самиот институт допрен глас не може да биде за обврска на производителот, односно загадувачот. Понатаму, самата формулација, како да ви кажам, дали се извршени или не се извршени обврските, тоа може да утврди само суд. Овде се мешаат постапките, кривична, казнена, граѓанска, се измешано. Значи, мораме да бидеме многу внимателни со членот 25, кога се обидуваме да се предвидат одговорности и обврски за грижа на производителот за работа на колективниот постапувач. Има некој невешт обид да се произведе некое супра инспекторско тело во кој што загадувачите и производителите ќе бидат и контролори на работата на постапувачите и при тоа се користат термини кои што според мене, а и според останати други ќе стојат на вистина смешно и нелогично во овој закон и не смееме да дозволиме овде од оваа комисија да излезат, односно да кажеме дека се усогласени со регулативата на Европската Унија кога се чиста спротивност на она што значи европска регулатива. Уште една забелеска за членот 28, обврска за обезбедување на финансиска гаранција. И овде сметам дека ова евиденција за отпад не е евиденција за нафта или злато. Сметам дека или треба да бидат намалени или да се разгледа за нивно целосно укинување. Понатаму има забелешка во членот 36 каде што се предвидува дека колективниот постапувач е должен да води евиденција за своето работење и да го достави годишниот извештај согласно овој закон и согласно прописот за посебен тек на отпад до стручниот орган и тој што
содржи, понатаму е наведено што содржи годишниот извештај. За во ставот 5 да го пишува следното: стручниот орган може, доколку смета дека е потребно пред издавање на решението од ставот 4 од овој член, да изврши увид во колективниот, односно самостојниот постапувач, како и кај договорните производители заради проверка на податоците направени во годишниот извештај. Само стручни лица од областа на финансиите можат да вршат ваков вид на контрола. Моја да ви кажам забелешките и да ви ги најавам. Дали Министерство за животна средина... 3 минути имаш со оглед на правилото. Ја не знам дека имаме ограничување на комисиите. Ја верувам дека вие сите се брзате, меѓутоа јас сметам дека ова е важно. Овие работи се важни. Во ред. Член 53 ќе се обидам да го убрзам темпото. Во член 53 исто така се дава одредени овластувања на стручните органи кои што се можат да бидат надвор од нивното ниво на експертиза. Понатаму, затоа што ве барате да скратиме, имам одредени забелешки за самите рокови за влегување во сила. Ако во членот 65 се предвидува кај преодни и завршни одредби се предвидува дека колективните и самостојните постапувачи треба да го усогласат своето работење со овој закон до 31 март 2022. Електронскиот регистар на производители од член 14 треба да биде усогласен до 30 јуни 2022. Регистар на колективни и самостојни постапувачи треба да биде усогласен до 30 јуни 2022. Обврски за водење евиденција започнува од 1.1.2022. Производителите имаат обврска да се регистрираат до 31.3.2022. За во членот 70 да кажеме дека влегувањето во сила на овој закон е 8 дена од објавување во службен весник. Сметам дека не смееме да го оставиме до 31 март, односно додека и е даден рокот да се изработат овие регистри, сметам дека треба да го усогласиме и времето кога стапува во сила овој закон. Тоа би било на кратко. Се надевам дека ќе ги сватите сериозно овие забелешки. Се надевам и дека како комисија и ние ќе се обидеме да ги исправиме со определени амандмани, иако ако одиме по правилниот ред на нештата, ваков закон не би требало да добие зелено светло. Меѓутоа, оставам на вас. Ви благодарам. Процедурале, колегу Мирче. Процедурално колегата Мирче Аджиев. На